I'm glad to see you again, Се радвам што повторно ве гледам. and I hope that you are not so tired Се надам дека не сте толку уморни and you can go with me in these codes that we will have prepared for this evening. и дека ќе може да ми се придружите во ова проучување што ќе го имаме вечерва. I want to make a conclusion of the last evening. Би сакал да извадам еден заклучок за минатата вечер, To be easy for you to enter in the subject of this evening, which of course is a continuation of last evening. само мало подсетување за да ви биде полесно да фатите продолжение за денешно проучување, кое што е само продолжение од минатата вечер. Yesterday we have studied what was the opinion of the Seventh-day Adventist people Вчера проучувавме за тоа какво беше мислењето на некои адвентисти на седмиот ден in the period surrounding the year of Ellen White's death. во времето околу годината на смртта на Елена Вајт, околу 1915 година, тој период. So we have used quotes written from 1903 Прочитавме цитати, почнувајќи од 1903 till 1925, до 1925, 62, дури до 1962 имавме цитат. and we have seen that the same teachings that were preached immediately after 1888, October 22, И на тој начин забележавме дека истите учења што биле проповедани од страна на адвентистите и по периодот 1888 година were preached also in the moment surrounding the Ellen White's death. Истите тие, значи, истите тие учења, истата таа наука се проповедаше и во времето околу смртта на Елена Вајт, значи пред 100 години сега. And I think it is clear for everybody from here that from 1844, 1845 till somewhere at 1950, let's say, the Adventist Church was preaching the same truth. До сега, значи, може да се каже дека, верувам да сите ви е јасно, дека почнувајќи од 1844-45 година, па се до средината на минатиот век, Адвентистичката црква ја проповедаше една те иста почетна наука. In the end, we have read some quotes written by a professor emeritus from Andrews University, Fernando Canale. На крајот почитавме и некои цитати од почесниот професор на Ендрус универзитетот, сега пензиониран, Yes, Фернандо Канале, who said that he saw in Adventism different teachings. кој што тврди дека во адвентизмот забележал различни учења. And also he saw that the Adventist Church or some groups of it are following the trends or the direction of Roman Catholic Church. Исто така дури забележал дека некои групи помеѓу адвентистите на седмиот ден го следат римокатоличкото учење и го застапуваат римокатоличкото учење внатре во адвентистичката црква. We will continue now with some quotes from Fernando Canale to finish the subject. Ке продолжиме сега со некои цитати од истиот професор Фернандо Канале, за да ја завршиме, заокружиме таа тема. And please, И ве молам, what he is saying, она што тој го вели, we will demonstrate. ние тоа ќе го покажеме. Значи, нема да му веруваме на збор. This is what we will doing today, tomorrow, and the next day that will come. Ова ќе го правиме вечерва и утре вечер и во среда. We are taking his words as a thesis, Значи, ги прифаќаме неговите зборови како тези, како тврдење and we want to know if what he is saying is truth or not. и ќе сакаме да знаеме дали ова што тој го кажува е вистина или не. Okay, the first quote starts with, "Yet I am convinced that most Adventists promoting innovation." Читаме првиот нареден цитат од Фернандо Канале. Да, јас сум убеден дека повеќето адвентисти кои промовираат новитети од близу следејќи ги
последните евангелистички трендови, не се свесни дека тие ја менуваат суштината и природата на адвентизмот. Уште повеќе, јас верувам дека огромно мноштво на адвентистички лидери и верници не ги разбираат присвојувањата и ненамерните последици со промените во водењето на службата. Се менува, па така и адвентизмот. Немаат сите промени иста важност. Некои се без последици, други се важни. Промените во основите имаат подалекусежни последици за целата заедница. Уште повеќе промените не се случуваат преку ноќ. Потребно е време за тоа и тие опфаќаат многу комплексни причини. Промените во основите на градбата или заедницата се важни и имаат далекусежни последици. Основата на која што е воспоставен адвентизмот и на која што се одржува е Божјето Слово презентирано во Библијата. Кризите околу идентитетот и доктриналните разлики кои адвентизмот ги доживува на почетокот на 21. век, откриваат дека се случува макропромена на ниво на основите, од каде што треба да произлезат други промени. Културата ја потиснува Библијата. Потиснувањето на Библијата се состои во блокирање, покривање, помрачување, криење, откажување, прикривање, затемнување на улогата и разбирањето на содржините на писмото во животот, богослужбите, духовноста, размислувањето и делувањето на адвентистичките верници. Потиснувањето на Библијата е секогаш делумно. So you see, he's speaking about some changes. Значи, ако што гледате, тој зборува за промените во And адвентизмот. he's saying that some changes are important, some not so important. И вели дека некои промени се важни, но некои не се толку важни. Some of them are dangerous, some of them not so dangerous. Некои од промените се опасни, а некои не се толку опасни. Now he explains that the changes that are made to the foundation of a system И тој објаснува дека оние промени кои што се прават во основата на некој систем, промени во основата, have far-reaching consequences and of course they involve a lot of danger. имаат таквите промени имаат подалекусежни последици и подразбираат многу опасности. Now you see that he's speaking about the crisis of identity in the Seventh-day Adventist Church. Тој исто така зборува за кризите околу идентитетот во црквата на адвентистите на седмиот ден. And he's speaking about the change that was made in the foundation. И зборува за промена која што се случила во основата на адвентизмот. Now, keep in mind, please, these two things. Забележете ги, ве молам, имајте ги на ум овие две нешта. A crisis of identity that is present between our ranks, Значи, прво, кризата на идентитетот, која што е присутна во нашите редови, and changes made on the foundation of Seventh-day Adventism. и второ, промените што се случиле во основата, во темелот на адвентизмот на седмиот ден. Now, please tell me, which is the foundational doctrine or teaching of Seventh-day Adventism? Сега кажете ми, која е основната доктрина, темелната доктрина на адвентистите на седмиот ден? The sanctuary. Yes, you have Точно. right. Now, let's go to the next quote. Да појдеме сега на следниот цитат. He's speaking about his article where he writes these things. Значи, во својата статија, во врска со овие промени, ги пишува Фернандо Канале следниве работи. Хипотезата која се истражува во овој серијал е дека потиснувањето на Библијата е како резултат на процесите на протестантизирање на адвентистичкиот ум. Интересен израз. Протестантизирање на адвентистичкиот ум, што пак доаѓа од генералната предпоставка дека евангелистичката теологија, односно протестантската, е точна во секое христијанско учење, но дека адвентистите се двојат. Јас се надвам дека станувајќи свесни за протестантизирањето на адвентистичкиот ум и потиснувањето на Библијата, новите генерации неверници ќе бидат во можност да ги отфрлат ваквите трендови, размислувајќи во светлината на принципот sola tota prima scriptura. So what he is saying, and we must see if he has right or not,
Значи, оно што го вели професоров од Ендрус, а ние треба да видиме дали е во право или не, is that Adventists began to think through the paradigm of evangelical thinking. е дека адвентистите почнале да размислуваат според парадигмата, значи според менталитетот на евангелистичките размислувања, So протестантски. what he is saying is that we shift from the sanctuary as a basis for our thinking to the gospel of Luther as the basic of our thinking. И таа промена конкретно значи дека ние се поместивме од светилиштето како основа на нашето размислување и се преместивме на учењето на Лутер како основа за нашето размислување. We go to the next slide and please read from the third paragraph. Yes. Adventist leaders. Адвентистичките водачи се уште се држат до науката за светилиштето како основна разлика на адвентистичката посебност. Но и покрај тоа, тие почнуваат во завиена форма да го користат Евангелието како да има макрохерменеутска улога во толкувањето на Библијата, теолошката конструкција и свештеничките методологии. Оваа суптилна и завиена промена во макрохерменеутиката на адвентистичката теолошка методологија станува основа за протестантизација на адвентизмот, што забележуваме во 21. век. Се мисли во херменеутика, значи толкувањето, науката за толкувањето на Библијата. Okay, you understand the thesis? Дали ја разбирате неговата теза? If the first Adventist pioneers of this church built everything on the sanctuary, Ако првите адвентистички пионери на оваа црква изградиле и надзидале се врз темелот на светилиштето, the new Adventists speak about sanctuary, до тогаш новите адвентисти и понатаму зборуваат за светилиштето, they still consider the sanctuary as a term, let's say, се уште значи го сметаат светилиштето како еден важен предмет, but their foundational system of theology and mission is the evangelical gospel. но денес нивниот основен темел теолошки или мисионски представува евангелистичкото или протестантското евангелие. Another quote from Fernando Canale. Уште еден цитат од Фернандо Канале. Be very careful here and pay attention. Which one? Next one. Во некои сектори на црквата, комбинација на книгата, двете книги се овие, Questions on Doctrine или прашања Movement of Destiny. за околу доктрината и книгата на Фрум, која што ја имаме горе, да, движење, судбоносно движење, Movement of Destiny. Тоа се тие две нови книги на новата теологија. Две книги, се извинувам, на новата теологија. Едната од 57, другата од 71 година. Значи, во некој сектор на црквата комбинацијата на овие две книги, и односно промените кои што тие ги воведоа, од светилиштето кон евангелистичкото евангелие со прогресивна употреба на историска критичка методологија, предизвика интензивирање на протестантизацијата на адвентистичкиот ум и животен стил. So he named two books that are guilty for this shift. Значи, самиот Фернандо Канале ги наведува овие две книги кои што се виновни за оваа голема промена, за ова големо поместување во адвентизмот. One of the book has the name Seventh-day Adventists Answer at Questions and Doctrines. Првата книга, целосниот назив на книгата, е Адвентистите на седмиот ден одговараат прашања околу доктрината. Who was issued in 1957 by the General Conference of the Church. Таа книга била издадена прв пат 1957 година од страна на Генералната конференција на црквата. So what Canale is saying, Значи, тоа што Канале го вели is the fact that е фактот дека Adventists began to shift from sanctuary
to the evangelical gospel through a book issued by General Conference. Indirectly he says this, but he says this. Значи, индиректно, Фернандо Канале тврди дека поместувањето од светилиштето кон евангелистичко или протестантско евангелие се случило како резултат на книга издадена од Генералната конференција. The book has no author or editor on it. Таа книга, најсудбоносната книга, значи во минатиот век за адвентизмот, But е издадена без автор, нема автор на неја. But we know that the main author of the book was Leroy Edwin Froome. Но се знае, како јавна тајна, дека главен автор на таа книга бил најпознатиот адвентички теолог од минатиот век, Лерој Едвин Фрум. Now, the second book named by Fernande, Movement of Destiny, was written by Froome. Втората книга, која што Канале ја споменува, Судбоносно движење или Движење на судбината, е исто така напишана од Фрум. So, we conclude what we have said till now. И сега да заклучиме, да заокружиме што кажавме до сега. There is a crisis of identity in the church, Постои криза на идентитетот во адвентистичката црква. and some changes made in foundation. И некои промени кои што се направени во самата основа, во темелот. The crisis of identity, this crisis of identity and these changes started with two books. Оваа криза на идентитет и овие промени се случиле под влијание на две книги. Questions on Doctrine and Movement of Destiny. Значи, прашање околу доктрината, првата книга, и движење на судбината. The key year is 1957. Главната или клучната година, кога настануваат овие промени во адвентизмот, е 1957 година. How many of you have heard about Questions on Doctrine in 1957? Колку мене од вас сте чуле за оваа книга, прашање околу доктрината, 1957 година? Only you two? The Standishers did speak about it, but we forgot. Okay. Ја велам дека покојните So you told браќа them. Стендиш зборува за тоа се сеќавам, меѓутоа заборавив. Yeah? You didn't keep secret this. You told them. No, of course. Okay. We go to the next slide. Одиме понатаму. Up left, speaking out against last generation theology. Yeah. Значи, во левиот горен агол имаме наслов Говор против теологијата на последната генерација. Now, about the term last generation theology, have you heard? Дали сте чуле за овој израз теологија на последната генерација? Who heard about? But you didn't keep secret, no? Okay. I will try to explain shortly what this means. Ке се обидам накратко да објаснам што значи ова. Last generation theology is the belief Теологијата на последната генерација представува верувањето that God will have a church дека Господ ќе има црква that will live without a mediator before the coming of Christ the second time, која што ќе живее без посредник пред второто Христово доаѓање, and in that time when the church is living without the mediator, they are living without sinning. и во тоа последно време кога црквата ќе живее без посредник, подразбира дека црквата ќе живее без да греши. Значи запечатена. Have you understood the definition of the last generation Дали ја theology? разбирате, значи, оваа дефиниција за тоа што е теологија на последната генерација? Yes or no? Да или не? Разбирате ли не? Yes. Да. Now I want to be sure that you have understood it. Сега сакам да се осигурам дали навистина го разбравте. Explain it to me. Објаснете ми го. But not telling what I have said to you Но, без да го повторите тоа што јас ви го реков, by using different ideas, different words. туку кажете го со своји други зборови, што значи
теологијата на последната генерација. Кој е тоа учење кое што се однесува на последната генерација? Дејан? When Jesus Christ will close his ministration in the Holy of Holies, then probation will close, and the 144,000 will live some time without mediator and without sinning, because they will have a perfect character. Dejan has right. Дејан е во право. But he said the same thing like me with different words. But Кажа, I didn't tell them, do not say the same thing like me with different words. But now I'm telling. So, translate. he said the same thing in different words. Yes, but I didn't tell you, do not say the same thing in different words. Oh, that's what he said. Значи, Дејан го кажа истото што јас ви го реков само со други зборови, но јас не сакав така. А што сакаш? So, again, What did you want? define the last generation theology Значи, дефинирајте ми ја теологијата на последната генерација, without using my words без да ги користите моите зборови, or similar words that are expressing exactly what I have said. или други слични зборови кои што го одразуваат истото во суштина што ви го кажа. I want from you a definition Значи, би сакал од вас дефиниција за теологијата. totally different than what I have said. Значи, ако можете да најдете такви зборови кои што се сосем поинакви од оние што јас ги кажав. I want to help you because I necessarily want the answer from you. So I want to repeat my idea again. Well, for example, sealing. Yeah. You haven't mentioned sealing. Yeah, I haven't mentioned, but the idea is the same. Okay. Last generation theology is Значи, еве јас како ја дефинирав, теологијата на последната генерација a thought, an idea, a doctrine, е a таква truth мисла, идеја, доктрина или таква вистина, that says that while in heaven there is no mediator, the church will live without sin. која што вели, поучува дека додека на небо, во небесното селиште нема, значи кога ќе нема посредник, црквата на земјата ќе живее без да греши. The church is sealed. Бидејќи црквата е запечатена, тогаш They don't commit sin in practice, but neither in thought. повеќе тие запечатените, значи остатокот не грешат ниту со дела, ниту во своите мисли. Their old past were blotted out in the sanctuary in the last atonement. Значи, сите минати гревови нивни, сите се избришани уште за време на милоста во небесното светилиште и направено е финално или последно помирување за нив. So what is the last generation theology? Според тоа, што представува теологијата на последната генерација? Righteousness by faith. Okay. Okay. You have right, but this is not what I'm looking for. Во право си, иако тоа не е оно што јас го барам. But try to think as Dejan was trying to think now, totally different. Но обидете се и вие да размислите како што Дејан размислува, че Дејан досега не е активен. Но со поинакви зборови. Можете да најдете целосно поинакви зборови, како би ја опишале последната генерација. For example, concerning what we talked yesterday about Peter's letter, so that we have to be like those features in the letter. Yes. Okay. So we are close. Во ред, се приближуваме. Take the idea of Dejan. Земете ја, значи, Дејановата мисла. With the idea that sister have So told us. Вики. Со на Вики идејата, ако ги комбинираме, значи, Дејан и Вики што кажа, And let's try to make another step further. и да се обидеме
да направиме еден понатамошен чекор. Кажи горе. Знаење. Okay. Okay, again. Peter Slater again. Okay. Knowledge, We change. love. I will ask everybody to say some words. Ајде вака се. Maybe from all we have an idea. Ljubica, please, we start with you. Леле. Okay, we start with Borč. Со Борче се... А Љубица спремен се да тој. I wanted to go in the sense of the часовник. Јас сакав со Љубица да почнеме за да се движиме како стрелката на часовникот, ама сега ќе идеме But we can take also. обратно. If you want to help her, that's Значи може со своји зборови што би рекле, како би го опишале верувањето за последната генерација? quickly. Ајде, на брзина, фрлете нешто. When I say last generation Тропнете нешто. theology, what you are thinking about Значи кога ќе for споменам what? последна генерација, теологија на последната, perfection. Okay, perfection. Добро, леđe. Совршенство. Okay, perfection. She also thought. Perfection. Okay, Maria. Perfection. Марија? Марија, имаш ли некоја идеја? Ајде, Марија е малечка. Револуционерот го слушнавме, Надежда. Oh, great controversy. Марија. Is it controversy? Okay. Надежда, имаш некоја идеја? Борче кажа совршенство, да. Добро, се извинувам. So, I think that's Borč, yeah? Okay. Себе с Борче? Коста? Со грбот беше I за. want to think. If you stay idle, we haven't do anything. Значи би сакал да размислувате, бидејќи ако така Јас ќе кажам 2 стиха, ама го сака со свој збор. ако кажеш 2 стихи ќе бидат Софонија 2, Zephaniah 2, chapter 12 и Откровение 14. 2, Zephaniah 2:13 and Revelation. Yes. Која глава Откровение? Која глава Откровение? And 40, Па да, тоа вчераше беше. Okay, let's try. Resume the last generation theology using one single word. Како би го опишале позната генерација користејќи само еден збор? So one single Само word. еден збор. Perfection. Sinlessness. Cleansed. Друга мисла, идеја? Праведни? Righteous. Ја реков запечатени, sealed. I said sealed. Yeah. Vindication of God's law. Christ-like. Faithful. What you are saying is not wrong, Се што кажувате не е погрешно, but is a very, very important word. но барам еден многу важен збор. So let's try another word. И тоа е толку општ збор. Atoned. Atone, yeah, we are close. Atoned. Last generation? No. You said Yeah, last last generation? generation theology, in one word. Matthias. Last generation. I can ask him to see if he knows. No, Matthias is the last generation. Matthias, no, I hope not. I hope we are the last generation. Okay. Try words, one word. Ајде како да го дешифрираме умот негов, што мисли он, кој збор го бара. Associate last generation theology with one word. Значи, да последната генерација да што не асоцира со еден збор. Overcomers. Okay. Кој каже нешто друго? Everything what you have said, all the words, put them together. Shall we go home and come back tomorrow? No, because you must finish. And choose one word from everything. Ако го комбинираме сето ова што го слушнавме, разни зборови, кога би го соединиле, некако би го искомбинирале. Love, holiness, holy.
Starts with A. Почнува со А. A. А. A in English. A in English, in Romanian also. И And на I think романски и also на in англиски. Macedonian. И на романски и на англиски почнува со А, а може би и на македонски. I believe, I suppose, but I'm not sure, but I believe it's the same. Само се atonement, okay? It's not a That's tone one. not, okay. I'll give you the second letter, D. Адвентист? What Ljubica said, it's okay or not? Дали оно што го кажа Љубица е во ред или не? Што мислите? So, when we speak about last generation theology, Кога зборуваме за теологијата на последната генерација, are we speaking about what? зборуваме за што? Holiness. Светост. Everybody is speaking about holiness, but not about last generation theology. Но сите христијани зборуваат за светост, но не зборуваат за последната генерација или теологијата на последната The same генерација. with righteousness by faith. Everybody speaks about righteousness by faith, but not about last generation theology. Праведност преку вера или праведност по вера, но тој израз го користат и многу христијани други кои што не веруваат и не зборуваат за теологијата на последната генерација. Can we say that the last generation theology is Adventism 100%? Дали може да кажеме дека теологијата на последната генерација е адвентистичка теологија 100%? That is not borrowed from another theologies? Дека не е позајмена од некоја друга теологија, од некоја друга црква, Or from secular thinking? или од световното знаење? Can we say this? Може да се согласиме дека е така? Дека теологијата на последната генерација е оригинално, изворно и целосно адвентистичка наука? The idea that when Jesus will leave the sanctuary in heaven from the second Идејата apartment, дека Христос кога ќе го напушти небесното светилиште, he will seal his people that will live without sin till the second ќе го coming and afterward. запечати својот народ кој што ќе живее без греф до неговото враќање, до неговото доаѓање на земјата. Is Adventism or not? Дали тоа учење е адвентистичко или не е? Original адвентистичко. Yes. Brother Noah is right. It's original Adventism. Да, Даниел е во право. Значи, тоа е изворно адвентистичко учење. Now, again to the slide. Се вратиме на слайдот. Speaking out against Adventism. Значи, говорот против теологијата на последната генерација може да го кажеме, да го напишеме и како говор против адвентизмот. This is what is happening today in our church. We are speaking against Тоа Adventism. е тоа што денес се случува во адвентистичката црква. We go to the next slide. Значи, самите адвентисти зборуваат против адвентизмот. You have here 3 books printed last year. Ова што гледате се 3 книги испечатени минатата година. Толку тазе. There is one more that I didn't edit here. Има уште една четврта која што не ја вклучив тука. First from the left, End Time Events and the Last Generation, the Explosive 50s, George Knight. Првата книга од лево, автор Џорџ Најт, контроверзниот професор од Ендрус. Значи, настани на последното време и последната генерација, поднаслов Експлозивните 1950-тите. The second one, Getz Character and the Last Generation, 12 professor from Andrews University. Втората книга за Божиот карактер и последната генерација, напишана од 12 автори, професори во Ендрус универзитетот. And the last one, In All Humility, Saying No to Adventism. This we must translate this title. И овој што беше кај нас 96-та година, што сега ги поддржува хомосексуалците. Се средаха со Даниел, ако памтиш, во Holiday Inn, тогаш Гранд Хотел, ако со него на Муамет, Райндер Бринсма. Во сета понизност да кажеме не на теологијата на последната генерација, содомитов, адвентистички. We go to the next slide. Да одиме на следниот
слайд. Here was a video that is not done. We go to the next one. Ова е едно видео кое што не е завршено. Одиме понатаму. Okay. In your right is Dale Galusha, which is president of Pacific Press Publishing Association. На десна страна го имате Дейл Галуша, кој што е председател на издавачката куќа Pacific Press, втората поголема адвентистичка издавачка куќа во Америка. Pacific Press published the book End Time Events and the Last Generation И of George Knight. таа издавачка куќа, значи Pacific Press, ја издала книгата на Джордж Најт, настани последното време и последната генерација. And he took an interview to George Knight. И истовремено направила едно интервју со авторот, со професорот Джордж Најт. Let's see a part of the interview. Да погледаме еден дел од тоа интервју. The president is asking the author, Значи, Галуша, председателот на издавачката куќа, го прашува авторот на книгата, професорот Најт, прашање. Докторе Најт, тонот на оваа книга се чини како да укажува на тоа дека оваа тема е многу лична за вас. Зошто е тоа така? and the answer is, И одговорот што го дава Најт е следниот. На многу начини, книгата е крајно лична, бидејќи сум имал проблем со овие прашања од времето кога станав адвентист во 1961-та. На почетокот, од срце ја прифатив науката за последната генерација. На почетокот. И кратко после моето крштевање, му ветив на Бога дека ќе бидам првата совршена или безгрешна личност се од Христа. После 8 години се откажав од таа помисла. Ја напуштив службата и си помислив дека раскрстив и со адвентизмот и со христијанството. Но после 6 години поминати во далечна земја, доживеав обратување кон Христа како спасител, а не првенствено како пример. Следната година започнав да предавам на Ендрус универзитетот за време од 30 години, за кое што време многу пишував на теми поврзани со науката за последната генерација и им помагав на луѓето да ги согледаат нејзините заблуди. so let's understand what he is saying. Значи, да разбереме што кажува тука Джордж Најт во овој свој одговор. As an information only, George Knight has become acquainted with Adventism, Значи, Джордж Најт се запознал со адвентизмот, participating at an evangelical campaign where the main speaker or the speaker was Ralph Larson. за време на една евангелизација, значи, како пријател, посетил една евангелизација, каде што говорникот на таа евангелизација беше еден познат стар мисионер од тоа време, Ралф Ларсен. So for sure, at that moment, the basics for him was laid okay. И, бидејќи тогаш се проповедаше старата теологија, значи и Ларф Ларсен до крајот на животот ја проповедаше старата адвентистичка наука, значи и Најт ја примил таа изворна адвентистичка наука, тој изворниот темел. He said that he accepted with all his heart the last generation theology. Самиот Најт вели дека со цело срце ја прифатил науката за последната генерација. And he promised to God that he will be the first person that will live without sin. И му ветил на Бога дека ќе биде првата личност после Христа која што ќе живее без грев. This means that he did not understood the last generation theology. Ова значи тоа ветување што го дал, значи дека тој не ја сватил. Джордж Најт не ја сватил But he tried, теологијата на последната генерација. tried some years to do this. Но, значи, првите неколку години се обидувал да стане безгрешен. Finally, Конечно, he went out of the church in a far country. се предал, значи се откажал од тие напори легалистички и отишол во далечна земја. Ова е алузија на параболата за загубениот, не дека отишол некаде физички, туку дека отпаднал од верата. In my knowledge, a far country in America means apostasy. Да, дека
и во Америка често се користи тој израз како жаргон за отпад, верски отпад. After 5, please look there, to be his words. After 6 years in a far country, Откако поминал 6 години, после 6 години поминати во таа далечиво отпад, I was converted to Christ as a savior rather than primarily as an example. тогаш вели доживеав обратување кон Христа како спасител, а не како пример. Keep in mind, this is very important. Значи, имајте го ова на ум, бидејќи е мощно важно. So he makes a difference between Christ as a savior and Christ as an example. Тој прави разлика помеѓу Христа како спасител и Христа како пример. And ask yourself, it is biblically correct to make a difference between Christ as example and Christ as savior. Прашајте се себе си, дали е библиски исправно да правиме разлика помеѓу Христа како спасител и Христос како пример. He comes back in the church После тоа обратување што го доживува, се враќа во црквата and in the next year he is professor at Andrews, и во следната година станува професор на Ендрус, where for 30 years he speaks against the last generation и theology. од тогаш па цели 30 години зборува против теологијата на последната генерација. If it is correct to say that the last generation theology is original Adventism, Значи, ако е точно дека теологијата на последната генерација представува изворниот адвентизам, this means that he worked 30 years against Adventism. тоа значи дека овој професор од Ендрус, Џорџ Најт, 30 години во своето професорување работи против изворниот адвентизам. So if it is correct to associate last generation theology with original Adventism, Значи, ако е точно, повторно, теологијата на последната генерација да ја поистоветиме со изворното адвентистичко учење, this means that the church paid him to speak against the church. тоа значи дека црквата го плаќала за да зборува против црквата. За да ја руши. Сега, црквата те плаќа за не изе да ја рушиш. И тој е крив, и тој е. Let's go to the next slide. Да појдеме на следниот слайд. Read questions and answer. Значи, следно прашање. Прашува Галуша одново во една или две реченици зошто некој би ја прочитал оваа книга? И сега што ќе одговори авторот? Зошто е добро да ја прочитаме неговата книга? Луѓето треба да ја прочитаат оваа книга бидејќи разоткрива една многу силна измама која одведе мнозина адвентисти на погрешни патеки. Треба да се прочита не само за да се избегне деструктивниот систем на верување, туку и да се разберат контроверзните теми во нивната основа. So the last generation theology is powerful deception. Значи, теологијата на последната генерација, според Најт, представува една многу силна измама, That leads into wrong paths. која што води кон погрешни на патеки. And we should escape from this destructive belief. И дека ние треба да да избегнеме тоа деструктивно верување, тоа уништувачко, катастрофа, разорно делување. And the last question and the last answer from this dialogue. И последното, за нас последно, прашање од ова интервју, дали гледате некакви паралели помеѓу прашањата со кои вие се занимавате во оваа книга и прашањата со кои мораше црквата да се занимава во минатото? And the answer? И што одговорил Најт на ова? Прашањата што ги опфаќа книгата се и сегашни и историски, на еден или на друг начин,
Адвентизмот се бори од 1890-та со погрешните идеи за совршенство и улогата на последната генерација во однос на второто доаѓање. Потребно е да не се базираме толку на адвентистичката традиција, колку на јасните библиски учења. So he says that we have inside wrong definitions of perfection. Значи, Джош Најт тврди дека ние имаме погрешни дефиниции за совршенството. Што е тоа совршенство? And we must agree with him. И дека треба да се согласиме со него. We have. Ние се согласивме. But the question is, Но прашањето е, which is the correct definition of perfection? која е точната дефиниција за совршенството? Will God have a people that will not sin when they are without a mediator, or we will continue to sin till Jesus comes? Значи, дилемата е проста. Дали Бог ќе има народ кој што нема да греши, живеејќи без посредник во последното време, или пак Божиот народ секогаш ќе си греши, се до второто Христово доаѓање. Секогаш ќе паѓа во грев, ќе се кае, па пак ќе греши утре заутре, па пак ќе се кае. Having in mind Ќе се скараме, па ќе се смириме на света вечера, па после пак ќе се скараме, па ќе се смириме. Дали тоа така ќе продолжува до второто Христово доаѓање, или Господ навистина ќе има еден народ, еден остаток, кој што за известно време, без кога нема да има посредник, како запечатен остаток ќе живее без греф. Удба, вели тешко. Okay. Having in mind what we have studied in the first meetings till yesterday, Ако го земеме предвид сето одно што го проучувавме од петокот, значи од првата вечер до синоќа, tell me if I have right when I'm saying that кажете ми дали сум во право кога велам дека what has led our pioneers to believe in the perfect obedience before Jesus comes the second time, дали сум во право кога велам дека тоа што ги водело нашите пионери да веруваат во совршена послушност пред второто Христово доаѓање, is the sanctuary doctrine. дека тоа е всушност науката за светилиштето. Да? Да. Да. Okay. So keep in mind that always Значи имајте наум дека секогаш дека when you hear the idea that we cannot overcome perfectly the sin, секогаш кога ќе ја чуете идејата дека ние не можеме целосно да го победиме гревот, somewhere there is an attack against the sanctuary doctrine. кога ќе чуете такво нешто, значи дека постои во таа идеја, постои напад врз науката, против науката на светилиштето. Now, do you remember D.M. Conrad? Се сеќавате на Дадли Канрајт? Yeah? Or no? Да. There was a slide with two pictures, Albion Bellinger and Dudley. Значи, се сеќавате од Conrad. вчера за Албион Фокс Беленджер, они со големите мустаки. И Дадли Канрајт, тоа беа двајца многу големи. Do you remember, yes? Се сеќавате на тие двајца? Двајца Okay. многу големи адвентистички проповедници кои што подоцна го напуштија адвентизмот и не верува веќе во доктрината на светилиштето. I've told you that both of them have renounced the sanctuary doctrine. Значи, обајцата тие ја отфрлија, се одрекоа од науката за светилиштето. Now let's read something interesting about Conrad. Да прочитаме нешто интересно во врска со Канрајт. Read all. Сето она што пасторот Канрајт го кажал и напишал во негово време, имало значење за нашиот народ, како што имаат значење зборовите на познати водачи денес. Една неделна вечер во најголемата црква во Уестсайд
Тој зборуваше на тема наследството на светите пред повеќе од 3000 души. После благословот не можев да му пристапам повеќе од половина час заради големата толпа народ насобрана околу него, фалејки и заблагодарувајќи му се за неговиот маестрален говор. После подолго време останавме сами и заминавме во прекрасниот градски парк од другата страна на улицата, кој скоро и да беше пуст, бидејќи беше доцна во ноќта, и седнавме да поразговараме. Одеднаш пасторот скокна на своите нозе и ми рече, си мисли на авторот на оваа статија, верувам дека би станал голем човек ако не беше оваа наша непопуларна порака. Значи, ако не проповедавме ваква непопуларна наука, јас ке бев славен звезда, да. Не му одговорив веднаш, бидејќи бев запрепастен да слушнам како еден голем проповедник вели такво нешто. Потоа станав и застанав пред него и му реков со многу чувства, Дадли, токму пораката те направи она што си денес, и денот кога ќе ја напуштиш и ќе се вратиш онаму каде што некогаш си бил, 3 точки. Тој рече дека би сакал да му се врати на стадото, како што јас му сугерирав, но после долго длабоко плачење и липање тој рече, би сакал да се вратам, но не можам. Премногу е доцна. Готово е со мене, за секогаш, готово е. Додека плачеше на моето раме, ми се заблагодари за сето оно што се обидов да го направам во тој тажен час за него. Рече, што и да направиш, немој никогаш да се бориш против пораката. Против веста или против науката. So you got the idea from this slide, no? И разбравте идејата од овој цитат. An Adventist minister who left the church, Голем адвентистички проповедник кој што ја напуштил црквата, renounced the sanctuary doctrine, се одрекол од науката за светилиштето, fight against the church and against the sanctuary почнал да doctrine. се бори против црквата и против доктрината за светилиштето. At the end of his life, he declares that he cannot be saved. И на крајот од својот живот изјавува дека е загубен, дека не може повеќе не може да се спаси. And he gives us an advice. И тој таквиот нам ни дава совет. Whatever you do, Што и да правите? don't ever fight against the message. Што и да правите, немојте да се борите против пораката, односно против тројната ангелска вест. Now a question. Сега прашање. How can we fight against the message? На кој се начин можеме да се бориме против пораката? If we are not knowing the message, are we fighting against him? Ако не ја познаваме пораката, ако не ја разбираме науката за сателиштето, дали се бориме против неја? No, we cannot. No? Are you sure? Сигурни сте? Не. Yes, we are. I'm not sure. Не сум сигурен. Because if I don't know the message, I fight against the message. Бидејќи ако не ја познавам пораката, се борам против пораката. Agree that a person that is not a Seventh-day Adventist and he does not belong to this church, Тоа би значило дека некоја личност која што не е адвентист на седмиот ден и која што не припаѓа на таа црква, if does not understand the message, is not fighting against it. But a Seventh-day Adventist, if he does not know this message, is fighting against. значи The truth. некоја личност која што никогаш не била и не е адвентист, ако не ја разбира пораката, не се бори против неја. Но адвентистот на седмиот ден, ако не ја разбира пораката, тој се бори против неја. Think a little at this. Размислете малку околу тоа. Now a question. Сега прашање. In Adventism we have one or two Gospels. Во адвентизмот Preached. имаме едно или две евангелија. We have 5 today. 5. There is a book up. We have 5. Yeah, well, let's see.
Four are one. But we'll see. Значи, Okay. во адвентизмот денес имаме едно или две евангелија. And I want to read something. Би сакал да ви прочитам нешто. First, it's a quote from a paper magazine that appeared in Adventist Record Australia last year. Аха, да. 2020. Значи, првиот цитат доаѓа од адвентистичкото, австралиското адвентистичко списание, Adventist Record, од 20 октомври минатата година, многу тазе. Цитатот гласи: секој човек, ова е официјалното адвентистичко гласило, официјалниот адвентистички гласник на Австралија, на Јужно-Пацифичката дивизија. Секој човек роден после Адама, пред Адама кој се родил? Секој човек роден после Адама не по своја вина се раѓа расипан заради Адамовиот избор против Бога. Адамовиот првобитен греф ја предодредува нашата состојба и судбина. Тешка реченица. Конечно, гревот ќе биде избришан од нашите животи при прославувањето кога ќе се врати Исус. Се до тогаш, ние ќе се бориме со гревот. Види Римјаните 8, 18-21 стих. Кога Исус ќе дојде, ние ќе бидеме целосно преобразени, гревот го нема повеќе. Накратко, нашето оправдување во Исуса ја покрива нашата легална осуда. Посветувањето со вера во Исуса се занимава со нашата своеволна световност, а прославувањето што го примаме кога Исус ќе се врати, ќе ја отстрани нашата несвоеволна расипаност за секогаш. Can you agree with these ideas? Дали може да се согласите со овие идеи? This is not Adventism. Ова не е адвентизам. Agree, Се согласувате? but these ideas are published in an Adventist magazine. Но овие идеи се и печатени и издадени во адвентистички гласници. So Според тоа, this is Adventist thinking of today. според тоа тие се денешното адвентистичко размислување. The next quote is from a professor from Romania. Следниот цитат доаѓа од еден професор во Романија, He's professor at the theology seminary. кој што е професор на еден богословски семинар, Zoltán Szalos Farkas. маѓар. Золтан Шалос Фаркаш. Szalos Farkas. It's Hungarian. I neither can pronounce it correctly, but something like this. Да не кажам нешто Szalos погрешно. Farkas. Да не кажам нешто погрешно, нема да го повторам. Значи Золтан. Zoltán. yeah. Золтан. Што вели Золтан? Ова е од оваа година. From this year. This is from this year. Wow. Моралното духовно совршенство, онака како Елен Вајт го разбира, не значи совршена безгрешност. Туку љубов која се усовршила преку присуството на Светиот Дух во животот на личноста. Таквата личност победува бидејќи не ја толерира надмокта на гревот во својот живот, во поединечна форма, ниту пак во плурална форма. Личноста која што победила, која е совршена, е личноста која може и да стори грев, она што победила, во некоја непредвидлива ситуација, неповолна ситуација или од невнимание. Значи, во моментот ќе се разгледам, ќе ве опцујам, ама јас сум светен. Now tell me, this is Adventist thinking? Кажете ми, дали е ова адвентистичко размислување? But this, what you see here, this book, Но ова што го гледате, оваа книга, is the course from theology. е учебник на семинарот, под факултетот по теологија. Е учебник, школски учебник по теологија. So it is Adventist theology. Значи, ова е денешна адвентистичка теологија. We go to the next slide. Одиме на следниот цитат. We haven't answered to the question, one or two gospels in Adventism. Се уште
Па тоа е таа книга. And if you look here, I don't know if you see, but That's somewhere it. with red is 5 different gospels in Ова the книга ја Adventist имаме. church. We have this book upstairs. Yeah. Се сеќавате еднаш ја ви ја покажав оваа книга од катедра. Значи, кој ја има вистината и сега кој ја има? Морис Венден, Джордж Найт, Джек Секвира, Раф Ларсон, Грехам Максвел. 5 евангелија во денешниот адвентизам. Толку збунувачки. The question from this book is, do we have 5 gospels in Adventism? Прашањето од оваа книга е дали имаме 5 евангелија во адвентизмот? If we analyze the teachings of these men, Ако ги анализираме учењата на сите овие денешни адвентишки теолози поединечно, we can conclude that excepting one, Ralph Larson, можеме да заклучиме дека со исклучок на еден од нив, Ралф Ларсон, тој е веќе починат, even those 4 men that were remaining останатите четворица кои што преостануваат, are preaching different things between them, тие да навистина проповедаат различни работи споредено меѓу себе, the basis is the same. но сепак тие четворица имаат иста основа. So we have only 2 gospels, the real one and the false one. Затоа во суштина имаме само 2 евангелија, едно вистинско и едно погрешно. The real gospel always will be the same, Бидејќи вистинското евангелие секогаш ќе биде исто, and the false gospel always will change her form. а лажото евангелие секогаш ќе ја менува својата форма, својата надворешност. That's why it's very important for us to understand the real gospel. Затоа за нас е многу важно да го разбереме вистинското евангелие In all its deepness. во сета негова длабочина. Now, let's continue. Да продолжиме понатаму. In 1947, Во 1947 година Seventh-day Adventist minister, Christian, says the next things. еден адвентистички проповедник Кристијан го кажува, го изјавил следно. Кое беше учењето за праведност преку вера која стана спиралата на големото адвентно будење, како што тоа го поучува и истакнува госпоѓа Елен Вајт и останатите? Тоа беше истото учење кое што Лутер, Весли и мнозина други Божји слуги го поучуваа. Can you agree Се согласувате со ова? that what Ellen White was teaching Дека она што Елена Вајт го поучувала is the same as е Luther? истата teaching. наука што Лутер ја проповедал во свое време. Can you agree? Се согласувате со ова? But it's not the only one. See the next quote. Но ова не е единствено. Да погледнеме што кажува понатаму. Најголемиот настан од 80-тите во искуството на адвентистите беше надоместувањето на загубеното и обновата и новата свест на нивната вера во основните учења на христијанството. So in 1880s, This is about 1880? 1880s, yes. not Minneapolis. 1980. This is the context now. Not Fort. No. Not for. Значи се мисли на 1880-тите на Минеаполис, на Джон Си Вагонер, пораката за оправдание со вера. So the greatest revival of 1880s was the fact that we regain what we have lost in 1844, the evangelical gospel. This is what this guy is saying. Значи, оно што го тврди овој автор е дека во 1888 година ние сме го надоместиле, сме го повратиле тоа што сме го загубиле во 1844 година. Значи, во 1844 година адвентистите го загубиле христијанското, вистинското евангелие, а 1888 година си го повративме. What Fernandez has told us? А што ни кажа Фернанд Канале? Yeah. Што ни кажа, се сеќавате порано? That the Adventist mind becomes to be Protestantized. Дека адвентистичкиот ум се
протестантизирал. That we change the sanctuary with evangelical gospel. Дека науката за светилиштето сме ја замениле со евангеличкото, протестантско евангелие. Let's see the next quote. Да го погледнеме следниот цитат. Каде можеше да се најде науката за праведност преку вера во 1888 и во годините после тоа? Во кредата, односно верувањата на протестантските цркви. И истите цркви кои ја отфрлаа адвентната порака и Божиот закон, ја имаа барем во некаква форма науката за праведност преку вера. You are agree? Се согласувате со ова? This is a treason of Adventism. Ова нешто представува предавство кон адвентизмот. Let's see the next one, Leroy Edwin Froome. Следи цитат од The second book that have changed the Adventist theology. да, и оваа книга ја имаме горе. Лерој Едвин Фрум, значи Movement of Destiny, 1971 година. Не бевме толку многу свесни за овие паралелни духовни движења или организации и луѓе надвор од адвентното движење, кои го има истото бреме и се појавува од прилика во истото време. Истовремената, широко распространета појава на вестината беше повеќе од видлива. Тој импулс беше очигледно дека доаѓа од истиот извор. И со времето, темата за праведност преку вера датираше некаде околу 1888-та. Например, Кесвик конференциите на Британија беа основани да промовираат практична светост. Може лесно да наброиме 50 луѓе во завршни декади на 19-тиот и почетните декади на 20-тиот век, сите потенцирајќи едно исто. You see, minister after minister is reciting as a mantra the idea that we must have the same evangelical gospel, the same righteousness by faith. Значи, во новата теологија, проповедник, еден куп проповедници, зборуваат еден после друг, истата мантра ја кажуваат, дека треба да го имаме, да го прифатиме, да го усвоиме истото евангелие што го имаат протестантите. Speaking about what happened at Minneapolis 1888, George Knight says, Еве што кажува Џорџ Најт во врска со тоа што се случило во Минеаполис 1888, како тој го толкува тој настан. Гениалноста на пораката од 1888 беше во тоа што тие ги комбинираат двете половини од Откровение 14:12. Не само што поучуваа за Божите заповеди, туку ја проповедаа науката за верата која беше објавувана и од така наречените проповедници на светоста. Според тоа, од перспектива на Елен Вајт, важноста на пораката од 1888 не беше во некоја посебна адвентистичка наука за праведност преку вера, развиена и представена од Джонс и Вагонер, туку тоа беше во повторното обединување на адвентизмот со основните христијански верувања за спасението. so you understand Значи, разбирате? the same idea, Истата идеја. that what happened in 1888 was not unique. Дека тоа што се случило во 1888 година не е нешто за нас уникатно, посебно. They say that what Jones and Wagner preached there was the gospel of Luther and Calvin. Значи, новите теолози тврдат дека тоа што Джонс и Вагнер го проповедале всушност е истото што го проповедале Лутер, Калвин и реформаторите од 16 And this, my brother and sister, it's a lie. А ова, драги мои браќа и сестри, е лага. Тоа е лага дека Джонс и Вагнер го проповедале истото евангелие што и Лутер и Калвин. So we are systematically lied. Значи, ние сме систематски лажени од страна на денешните адвентистички теолози. For what purpose? Со која цел не лажат? For what purpose? Think. Со која цел? Зошто не лажат цело време? Now let's see the problem, the real problem, where it stands. Да го согледаме вистинскиот проблем.
It's a quote from the volume 12 from the Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Commentary Reference Series. Значи, ова е еден цитат од, ја имам и таа книга горе, од серијата, значи, на Адвентистичкиот библиски коментар, 12-та книга, приречник на адвентистичката теологија на седмиот ден, во врска со темата за гревот, на 265 страница од коментарот се наоѓа следниот цитат. Помеѓу адвентистите, историјата на доктрината се вртеше најповеќе околу прашањето за совршенство. Обседнатоста со оваа тема, значи со совршенството, потекна од тоа што раните адвентисти се поистоветуваа себе си со 144 илјади од Откровение 14.1 и 7.4. Посебна група за која се вели дека е без дамка и безгрешна. Ова, заедно со есхатолошката цел на Новиот Завет, дека во последното време Бог ќе има црква која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, според Ефесијаните 5.27, некои адвентисти ги наведе да се докажуваат во врска со совршенството овде на земјата. Други не се слага и сметаат дека таквото безгрешно совршенство е можно само како дар на Божјата благодат, која ќе биде дадена во времето на второто доаѓање, на оние кои ќе му останат нему верни. So this is an official book. Значи, ова е официјална адвентистичка книга. And this book recognized that we have two teachings in regard to the overcoming of sin, perfection. И оваа книга се согласува дека во Адвентистичката црква денес препознава дека постојат две различни учења во врска со победата над гревот и христијанското совршенство. The question is, Прашањето гласи: can both of these teachings live in the same time in the church? дали и двете учења можат да коегзистираат заедно, да постојат во исто време во Адвентистичката црква? Дали може да го веруваме и едното и другото? Normally, we must say no. Нормално, значи треба да кажеме не. Не In може. God's church, only truth exists, Бидејќи во Божјата црква not the error. постои само вистината, не постои и ереста заедно со вистината. But reality tells us that Но реалноста ни both вели of these ideas exist. дека во Адвентистичката црква постојат и едното и другото. Now, think a moment. И вистината и лагата. Размислете за момент. If you have in your house, in your family, Ако во вашиот дом, во вашето семејство имате or in your company, or at your work, или во вашата фирма на работа, people who are thinking differently on the same issue and acting differently on the same issue, totally значи opposite. ако имате во сите овие семејства, фирми, компании, имате две групи на луѓе кои што размислуваат поинаку и спротивно едни на други и така постапуваат едни, значи, спротивно на други. What is happening with the family? Што ќе се случи со таквото The business семејство, со or таквиот your дом, со таквиот бизнис, со таквата држава? What happened to Yugoslavia? What happened to Yugoslavia? You understand? Разбирате? So this is happening in the Seventh-day Adventist А Church. тоа се случува денес во црквата на адвентистите на седмиот ден. That's why I said that we must know the sanctuary doctrine, Затоа реков дека треба да ја знаеме науката за светилиштето. because if we are staying idle in this subject, Бидејќи ако по ова прашање сме безделници, we are creating a beautiful medium for the wrong idea to develop. тогаш на тој начин создаваме еден вакуум, еден простор за да се развие ереста, односно лажното учење. Кога не го разбираме вистинското, оставаме простор да се развие во нашата средина лажното учење. Ellen White is saying to us, Елен Вајт нам ни вели:
Исправното разбирање на службата во Небесно светилиште е основа на нашата вера. So, the foundation of our faith is Значи, што е основа на нашата вера? Основата на нашата вера е, sanctuary. So we, знаете, as Adventists, значи ние, како адвентисти, must know perfectly what треба the doctrine of the совршено sanctuary is. да знаеме што е науката за светилиштето. Што е тоа? Каква е таа доктрина? Last quote for this evening. Последен цитат за вечерва. Големата борба, 488 страница. Сатаната измислува безброј планови со цел да ги окупира нашите мисли, за да не се занимаваме со она што би требало најдобро да го познаваме. Стариот измамник ги мрази големите вистини што ни укажуваат на жртвата на помирување и на силниот посредник. Тој знае дека успехот му зависи од тоа колку ќе успее да ги одврати мислите од Исуса и од неговата вистина. Оние што сакаат да бидат учесници во милоста на Христовото посредување, не смеат да дозволат со ништо да бидат одвратени од својата должност, во Божи страв да го градат своето посветување. Наместо драгоцените мигови на времето да ги посветат на уживање, на украсување или на стекнување добивка, треба да се посветат на сериозно и ревностно проучување на Словото на вистината. Предметот на светилиштето и на истражниот суд, Божиот народ треба да го разбере јасно и правилно. Сите би требало да стекнат лично познавање за положбата и за делото на нашиот голем поглавар свештенички. Инаку ќе им биде невозможно во ова време да имаат вистинска вера или да заземаат положба што Бог сака да ја имаат. Секој може да ја спаси или да ја изгуби својата душа. I think the quote is clear. Мислам дека овој цитат е многу јасен. We will close the first presentation with some questions. Ова значи крајот на првата серија, првата презентација на братот Паул, која што ќе затвориме со неколку прашања. Is the sanctuary doctrine, Дали науката за светилиштето, as was preached and taught by our pioneers, correct? така како што ја поучувале и ја проповедале нашите пионери, дали е исправна? If yes, Ако да, why do we have another gospel? зошто во Адвентистичката црква постои и друго евангелие, освен тоа? I know for sure, Знам сигурно, or I guess for sure, или претпоставувам, that in Skopje there are people who believe so and so, that are preaching so and so. you're more than sure. I guess that I'm sure. Значи, сигурно е, можел да се обклади Паул и погодил дека во Скопје постојат адвентисти кои што веруваат и едното и другото. Го проповедаат и едното и другото. И јас му реков дека е навистина. Now, it's very important for you to, Мошно е важно е за вас да разберете to understand the doctrine of the sanctuary perfectly. да совршено да ја разберете науката за светилиштето. To have printed material as this, Да имате испечатени материјали како овие, in order to help your brothers and sisters from Skopje and from Macedonia. за да им помогнете на вашите браќа и сестри и од Скопје и пошироко од Македонија. I'm sure that if you will offer to them good reasons, Сигурен сум дека ако им дадете добри причини, proofs докази from Bible, spirit of prophecy and our history од for your Библијата, beliefs, од Библијата, од духот на пророштвото, од историјата во врска со вашите верувања, some of them will start or will begin to think, некои од нив барем ќе започнат да мислат поинаку. the question is, Прашањето гласи: am I responsible for them or no? дали сум јас одговорен за нив, значи за сите други браќа и сестри, или не? Another question, have we received an unadulterated doctrine?
Друго прашање, дали ние сме примиле нерасипано учење? May we give it to our children? Ако да, значи да го предадеме тоа нерасипано учење на нашите деца. You know, I was watching Еднаш, знаете, гледав some preachings, some sermons. видео. Video. Значи, еднаш гледав некои проповеди на видео, да речеме, And интернет. I saw something interesting. И забележав нешто интересно. When the preacher is speaking about the problems from our lives and families, Кога говорникот зборува за нашите проблеми, за актуалните проблеми во нашите животи и во нашите семејства, we become to be more sentimental. ние, значи, слушателите, стануваме по-сентиментални, по-чувствителни. Some of people who are listening this kind of sermons starts to cry. Некои од слушателите почнуваат и да плачат во такви прилики. But these people who starts to cry at these sermons, Но луѓето кои што, значи, дури почнуваат да плачат на такви проповеди, have no power to react when they are meeting with the reality that we are facing and with Adventist doctrine. тие истите немаат сила да реагираат кога се соочуваме со оваа реалност, со предизвиците, значи што ги има адвентистичкото учење. This tells me that it's possible to have more problems than we think. Тоа ми кажува дека е можно да имаме повеќе проблеми отколку што мислиме. And we must try to understand what God wants from us. И мора да се обидеме да разбереме што е тоа што Бог го бара од нас. Because if we react at one thing, Бидејќи ако реагираме кон една работа, but we have no power to react at the real problem of Adventism, а немаме сила да реагираме кон вистинскиот проблем што постои во адвентизмот, значи тогаш сме пасивни, рамнодушни, мртви. there is a real possibility that in first case, Постои многу реална можност во првиот случај we do not have a real repentance. дека не сме имале вистинско покаяние. That's why it's very important for us. Затоа е многу важно за нас Do not be influenced by sentiments да не бидеме под влијание на чувства and charisma, и на харизматичност, на but некои to be говорници. focused on reality, on truth. Туку да бидеме фокусирани на реалноста, на вистината. Tomorrow, Утре we will study another subject, ќе почнеме со проучување на еден друг предмет, a complete system of truth, connected and harmonious. значи комплетен систем на вистини, поврзани и усогласени. Тоа се зборува дена на Вајд. I pray God that everything we have studied till now Се молам на Бога, се што досега проучувавме, to create on you the impression that God wants to create in you. да создаде во вас таков, да ви втисне таков печаток, каков што Бог сака да имате. Also, if God wants to tell you something by these issues that we have studied, Исто така, ако Бог сака да ви порача лично вам нешто преку овие теми што ги проучувавме, I will pray Him, ask Him to insist on you till you will understand your responsibility. јас ќе го молам да инсистира, значи, врз вас, да делува врз вашите срца, се додека не ја разберете оваа порака како што тој сака. For this time in which we are living, Во ова време, за ова време во кое што денес живееме, we must be the church that God is preparing. ние мора да бидеме таа црква која што Господ ја подготвува. May Lord help us. Amen. Нека Господ ни помогне. Амин.